Ви посакувам убав и среќен ден, драги мои. Велат каде што ти убаво, остани си. Така да и ние го продолживме нашиот престој со цел да ви прикажеме нови рецепти со малку осовременета содржина и потребни состојки, токму во ресторанот Лонгуро. Ама ми се допаѓа што тимот тука е млад, со ентузијазам, желни за работа, а сепак долгогодишно искуство позади себе. Еден од нив, од тимот во кујната, е и Маријан Јовчев. Маријан, здраво! Здраво. Како си? Па, добро. Добро е? Супер. Опуштено? Весело? Да. Кога се готви и се пее понекогаш. Си работел, имаш 10 години работно искуство, 4 години во Словенија. Така. Верувам дека големо искуство стекна и таму и да можеш во својата земја да си го донесеш тоа искуство. Така? Да. Како е да се работи доле во кујната? Па, доле е Твојата специјалност што е? Мојата специјалност е за специјалитети, Главни јадења? да, главни јадења, Претежно главни јадења. и секаде на сите позиции. На сите. Каде што треба да помогнеш Да. и во сладкарството, и Секаде. во тестенините, секаде, нели? Да. За денешната емисија што одлучи ти да ни направиш? Па Слушнав денес- нешто ново, се прави, се крчка на вашето мени. Денес ќе приготвиме пилешки гради стек во сос од лешници. За колку особи? За 4 особи. Комбинацијата е интересна. Лешници, Да. па пилешко месо, Пилешко, па сос, леле, сос. ау. Еве ви уште еден предлог, затоа одевме на ваков избор за вакви вкусни рецепти новогодишни. Затоа што ни следуваат убави празници, па нека биде и малку побогата трпезата. Значи ќе сготвиме за 4 особи, за да. 4 особи и стварно малку ми се брка умот лешниците со ова, ама ќе видиме како изгледа и посебно кога ќе го пробаме. Верувам дека пилешко месо сите јадете пилешки гради, посно, здраво се препорачува и за диета и за повозрастни особи и така натаму. Кажи ми колку се ни е потребно од потребните Вака, состојки. најпрв 4 стека Така? ни се потребни. Еден стек е од прилика колку грама? Околу 200. 200 20 грама, грама. Предходно ги отвориме. Отворен, понатаму. Да. Понатаму за сос ни е потребно путер, околу 20-30 грама. Така, путер. Лешници, Колку лешници? 100 грама лешници. На толчник, Да, истолчени? лешниците ги потолчиме, да. Добро. Потоа? Потоа ни е потребно павлака, сладка павлака за готвење. готвење. Еве, драги мои, се извинувам за момент, каде е осовременувањето на ова рецепта. Порано, дали ја памтите онаа тава што беше со пилешки гради и кисело млеко? И внатре се ставаше и лукче и многу други зачини, меѓутоа сега користиме сладката павлака за готвење. Потоа една супена лажица мед, мешан сув зеленчук, Сол, црн пипер, бибер, малку ситно сечкан мактонос и гледам и лукче. И малку лукче, да, за шмек. За шмек. Да. Ајде да видиме сега како ќе го направиш, повели. Ни треба и тавче, Значи, најпрви на загреано тавче го додаваме путерот. Добро. И верувам и лукчето е тука, нели? Да. Лукчето само го пропражуваме со путерот за шмек. Значи само да добие убав мирис на лук. Потоа ги додаваме лешниците, претходно потолчени. И нив ги пропражуваме. Добро. Те променат бојата, да заруменат малку, нели? И кога ќе почувствувате убав мирис на путерот, лукот, лешникот, леле, знаете ли што ве очекува после? Може да мирисна? Може. Ау, колку убав вкус. Нешто ново. Прекрасно, нешто ново, да. Вас младите ве предизвикува тоа да истражувате, младите готвачи да истражувате. Значи, откако се пропржени лешниците, ја додаваме хладката павлака.
Половина литар. Да, половина литар. И промешуваме. Промешуваме. Тука ги ставаш сите зачини натре? Да, да. Да? Само малце промешуваме. Еве го веќе почнува да врие, Марија. Сега го додаваме медот. Метеореви. Една мала. Интересно. Во секој случај интересно. И повторно промешуваме. Еве веќе врие. Тука Сега може да ги ставиме зачините. Посолуваме. Бибер. Мешан Суп зеленчук. И додаваме малку ситно сецкан макдонус. Повторно промешуваме. Колку време треба да врие? Па, треба едно 10 минути да ја добие густината. Сосот е скоро готов. 10 минути помина и таман е веќе густ. Ја има густината. Одлично, он е подготвен. Сега може да... Нарете стекот. Ево сега И филешките гради. филешките гради. Масло по потреба. Повели? Само се пржат, се посолуват предходно? Да. Се посолуват. Или во текот на пржењето? Се посолуват малку. Се посолуваат. Добро, повели. Да ги испржиш и пилешките гради и потоа ќе ги прелиеме со приготвениот сос. Значи ставаме малку сол. А доколку е стекот или пилешките гради, тоест маринирани во саламура, тогаш не ставаме сол. Да, тогаш не ставаме сол. Да. Добро. Значи само малку ќе ги испржиме, тие брзо се Да, пржат. стекот се брзо. Еве ги наредивме веќе сите стекови. Полека тие ќе се испржат понативко, така? Да. Кога ќе бидат готови, тогаш ќе видите што ќе направиме и како ќе се гарнира стекот, пилешките гради заедно со сосот и одиме на трпеза. Драги мои, еве едно убаво изненадување за вас. Пред малку не ви кажав со кого ќе ручам денеска. На моја огромна чест и задоволство, градоначалникот на градот Штип, господинот Илчо Захариев, добре ни дојдовте. Добре ме најдов и навистина денеска ме мило што ќе има со кој да го споделам овој прекрасен ручек во нашиот елитен ресторан Бунгуров, каде често доаѓам. Убеден сум дека она што вие го правите и што ние гледачите често пати го гледаме со задоволство е правата наша кујна. Вие ми кажавте дека имате завршено курса пекарство, покрај тоа што сте лекар, фармацевт и така, и дека дома знаете и да приготвите многу работи. Значи за мене е многу важно во животот да бидете поливалентни. Так. Значи да знаете да сработите, да сработите повеќе работи. Фармацијата ми е во душата и тоа е мојата прва љубов, после сопругата. Мора да го кажам, нели? А вече Многу ми се допаѓа ова. Овој специјалитет Ми се најверојатно допаѓа е повеќе наменет и за понежниот пол. Да кажам и тоа дека навистина пекарството е одличен занет. Завршив курс за пекар. Верувајте дека тоа многу ми помага во животот затоа што можам да ја помогнам на мојата сопруга. Одлично. Хлебот го месам по оригинален рецепт.
Кога се пече лебо, да речеме, неговата арома и мирис бе така далеко. Се осеќа чувствува. Инаку да ви кажам дека како што кога ќе дојдат кај вас, ако не ја завршите работата и нешто ве оптоварува или ако им помогнете, сте среќни, ќе бидам многу среќна ако ви се допадне ова Ќе го пилешко пробаме на сега вас. заедничко специјалитетот да и го јас сум пробаме и да убеден дека- уживаме. А знам дека сте и добар уживател и на убавата музика. Тука ни е Штипското дуо. Штип е град на младоста, на убавината, на модата, но и на музиката. Првата опера во Македонија, Пајаче, била изведена во Штип. Познатиот Тоа не го музичар знаеш. Сергеј Михајлов, кој доаѓа од Русија после Октомвриската револуција, основал училиште музичко. Тука се родени големи таленти музичари. Тоа е град на Макфестот, но и на Штипската серенада. И верувате, Пастерналијада. јас уживам така, јас уживам во се она што вече ќе го чуеме, затоа што добрата храна, зачинета с убаво штипско вино најверојатно и заедно со убавата музика, тоа е комплетно задоволство. Комплетно уживање. Повелете. На здравје. Бранецот на езимите на номер. И јас го обожувам и него. Многу ми се допаѓа новиот специјалитет. Прекрасно направено. Vecchia spomina tugi gradovi, nikada jasne nebo, češni šareni, izvore se vraćam jas od dalečina, usni mi izgorele za voda studena. Kade se češmite, češmite, v novom selo, češmite, v novo selo. Ве поздравувам, драги мои, и останувам уште малку да уживаме заедно. Мене не ми се оди од Штип толку многу што ми е убаво, градоначалнико. Ве покануваме да дојдете друг пат да бидете дел Со од нашиот задоволство. град, од нашата традиција, Со од нашите задоволство. прекрасни специјалитети. Велики Штип, љубав град, Градот на гостопримлив град. културата. Се гледаме многу скоро. Ве поздравувам. Уживајте и вие. На здравје.